Четворица повредени откако автомобил Volkswagen Туран управуван од 57 годишник вчера вечер се судри со амбулантно возило на Кумановската брза помош. Во сообраќајната несреќа која се случи на Скопската крстосница кај ЕУ инфоцентарот, најтешко повреден е возачот на автомобилот. Со повреди се здобиле медицинската сестра, возачот на болничкото возило како и 72 годишниот пациент кој бил превезуван. На местото на несреќата увид извршиле екипи на СВР Скопје. Пријавено е дека во Скопје на крстосницата од булевар Климент Охридски и улица Свети Кирил и Методи се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко моторно возило Volkswagen Туран со скопски регистарски ознаки управувано од ЧД 57 од Скопје и возило Мерцедес со кумановски регистарски ознаки собственост на итна медицинска помош управувано од ВС 23 годишен од Куманово. Директорката на Кумановската болница, доктор Снежана Захариева, вели дека во амбулантното возило кое вчера се преврте во Скопје бил превезуван пациент со кардиолошки заболувања, а со него како придружба упатени биле една медицинска сестра и возач. Тој во моментов е сместен на клиниката за кардиологија на комплексот клиники Мајка Тереза. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот ЧД, а со телесни повреди се здобиле возачот на возилото од итна медицинска помош, со патничката од истото возило АК 40 годишна и лицето кое се превезувало како пациент ЖЦ 72 години. Двајцата од Куманово констатирани во комплексот клиники Мајка Тереза и градската општа болница Свети Наум Охридски. Поради сообраќајната несреќа, Кумановската болница остана без единственото и исправно медицинско возило. Од вкупно 3 возила за транспорт на пациенти со кои располага, 2 се веќе на сервис, а во тек е тендерска постапка за да се набави четврто. Поради новонастанатата ситуација, раководството на болницата ќе мора да позајми амбулантно возило од Скопската итна помош или од друго место, бидејќи во моментов не располага со ниту едно.